Нема повеќе простор за идентитетски отставки или чекори назад кога станува збор за националните определби, без разлика на цената на евроинтегративниот пат, вели премиерот Христијан Мицкоски. Според него, фокусот на владата останува на внатрешните реформи и интеграцијата во Европската Унија, при што оценува дека одамна заслужуваме да бидеме дел од тоа семејство, но поради, како што вели, булингот од една земја членка, процесот се одолговлекува. Нема повеќе можности за идентитетски отстапки, нема повеќе можности за чекор назад кога станува збор за нашите, би рекол, национални одредници, кукава и да е таа цена која што треба да ја платиме. Ако е тоа цената која што треба да ја платиме и покрај тоа што сме вистинскиот фронтранер оваа влада, додека оваа влада е подготвена да ја плати таа цена, ќе чекаме некои други подобри времења. Ако навистина билатералните процеси се тие кои што треба да му судат на нашиот европски пат, тогаш ние ќе се бориме на друг начин. Хрватскиот премиер Андреј Пленковиќ се изрази со поддржувачки и дипломатски тон кон евроинтегративниот пат на земјава. Тој го стави акцентот на фактот дека уставните измени се внатрешно политичко прашање со долгорочни последици, алудирајќи дека решението треба да дојде преку политички компромис во земјава, а не само како надворешен услов. За промена на уставот се многу важни, далекосежни, сериозни потези кои пред се треба на свое ниво и со низ политички актери кој ќе го донеси политичкиот естаблишмент овде во Македонија, што се однесува на нашиот став. Ние од последните 25 години за неправдата на врз Македонија нема никакво оправдување за патот на земјата и секако и како го оценам ентузијазмот за членство во Европска унија и покрај сите обиди, блокади кои се неблагодарни, што однесува на нашиот договор, тоа е потик. Мицкоски истакна дека Македонија и Хрватска заедно го добиле кандидатскиот статус и првиот позитивен извештај за почеток на преговорите во 2009 година. Сепак, според него, патот на Македонија бил оттурнат, бидејќи интегративниот процес се претворил во билатерализација. Тој додаде дека билатералните прашања добиле поголемо значење од копенхашките критериуми, што создало фрустрација кај граѓаните, бидејќи земјата верува дека одамна го заслужила своето место во Европската Унија.